Кога дедо ми набави еден грчки буквар по најстарата метода и ме изучи наимињата од буквите алфа, вита и друго. Обичај беше да се гори борина за осветление, како у Хомеровите херои. Свешникот беше железен и околу 1 метар висок. На него ја закачуваа борината и таа ги озаруваше божиите твари со својата светлина, ту ослепителна, ту сосем бледна. Јас љубев да стојам меѓу свешникот и спротивниот зид и да се взирам во својата сенка. Дека слободно читам, ме одведе на училиште. Во училиштето, старо здание кај гробиштата, немаше ни столови ни клупи, само 2 долги и дебели греди. Да кажеме нешто и за тогашното учебно дело. Учителот погоден за 300 гроша годишна плата седеше и шиеше. Секој ученик која ќе се дочиташе лекцијата, го чекаше решението на учителот. Утрината рано си го зедов оптихонот и избегав кај поп Стефана, другиот учител не подобар од апостолета, но попредставителен и поблагогласен певец. Тогаш големо старање се полагаш за колку се може поголем број на певците, на црквите, на октихонот, на псалтиратите, во урнатините на градската тврдина и таму читав и се радував на природата додека да се пуштат учениците. Се стрчав по стрмната низина како стрела. Пред да го достигнам аголот на Писиновската улица, чув мајчини си издишки. Милата носеше на главата еден уште мокар богатски килим од грамадна должина и ширина. Стиплен килим. Него маска со мака би го носела. Ми се раскина срцето. Кога ме виде таа, ги запре офаќањата и ми се поднасмевна. Зошто си ти овде, синче? Но јас плачев, како некој да беше ја убил мајка. Хомер вели: половина благородство Бог му зема на човека, кој слобода си изгубил, кој што станал роб другому. Мајка се запре. Што плачеш, синко? Еда ли така нано? Робија ќе бидеме. Како се утеха на поминатите наши несреќи, Митре Миладинов дојде да учителствува во Охрид. Меѓу 10 учители што ли се беа изменети во моето ученикување во Охрид, ниеден не им беше толку полезен на учениците колку Миладинов. Тргнав и во август 1859 пристигнав и се запишав на втора ми година по медицина, но се разбира, пишував и стихови. Тогаш бев ја започнал својата поема О Арматус, Сердарот. Знаев дека требаше на испитната комисија да се предаде поемата најдоцна на 13 февруари. На 25 март 1860 председателот на комисијата господин Рангавис пред многу бројна публика зареда да ги оценува представените поеми, почнувајќи од најслабата. На чело на публиката фигурира господин Орфанидис, признат и овенчан поет, и Фернардакис, професор по филологија. Обата светло весели и тврдо уверени дека ќе го добијат венецот, или барем паричната награда. Еден ден, ѓаконот на Руската црква во Атина со мощен нажелен тон ми рече: погинаа во цариградските темници браќа Миладиновци. Може би се отруени. Си ги прибрав работите. Поемата Скендербек му ја оставив на господин Иса Пунџиев. Го помолив да ја предаде на комисијата не подоцно 13 февруари. И тргнав со тврдо решение. Да загинам или да одмаздам за Миладиновци. Стигнав во Охрид. Во почетокот на ноември 1868 се врати во Цариград и веднаш го воведов бугарскиот јазик во цркви и училишта. Тоа никако не му се допаѓаше на Мелетија. Какви клетви тој навести скова против мене, ќе покажат фактите. Ноќта на 26 спроти 27 истиот ноември бев се задлабочил во сладкиот сон на човек што совесно се исполнил дневната должност. Штом слончевите зраци фатија да вбијат в очи, се разбудив и им свикав на домашните да ми потурат вода за мије. Ни глас, ни одговор. Стана постариот офицер и додека мајка изговараше некои непознати зборови, се наредија жандармите. Мен и брат ми не поставија среда луѓето, но одведоа на Укјумат и на Квадов затвор. Ужас не обзете кога ги видовме таму и двете свој внучиња од сестра. Кога кон средината на април се вратив Охрид, мајка не ме позна.
Бев станал многу здрав и двојно пополн отколку порано што бев. Го isfрливме грчкиот јазик, кој што пак го беа вовеле во времето на нашите маки. Го воведовме бугарскиот. По победата веднаш се приготвивме за свадба. Ја поправивме редовата куќа. Бидејќи во Охрид никоја куќа не беше без лозие, 6 месеци по свадбата го искорнавме старото лозие и насадивме ново. Според обичајот, ги поканивме на гости работниците што работеа бесплатно. Тогаш прв пат се испеа песната 1762 лето.
озеро